Да не врне, Керко? Не, преврна. Ама земи си чадор, затоа што може да врне за секој случај. Тако да, ако ќе земам. Пак реши да одиш? Мислев да не одам, ама ќе одам. Аман бре, мајко. Секој ден одиш. Како да не одам, бре, Керко? Знаеш, убав живот се живеевме со татко ти. Да дојдам и јас со тебе? Не. Доста се изнаоди и ти со мене по тие гробишта. Седи си дома, ќе фатиш некоја работа. Ајде јас да одам, бргу ќе се вратам. Убава на мајката. Ајде, подсреди ја малку куќата. Ајде со здраве, ајде. Момче, ајде да имам првата од мене. Јас ќе знам. Ајде, абе летам. Бујрум ракичка. Чекај, бре, од жолтата немаше? Абе ми ја расипа работава, сега види, абе мелем за душата ти давам. Сега кај дај и мезе ќе видам не сам. Абе се така тазе крастајчиња ќе имаме, ни тазе, а ракијава ми одлежана само. Сега. Дај го месе тоа. На празно муабет не оди. И после влегува во дуќерот и му вели на мајсторе. Мајсторе, сакам панталони да ми шиеш. Ај легни на масата да ти земам мерка. И овој кутриот легнал. И овој почнал да го мери. И од тогаш не му текнало да влезе во тој дуќер. Не. Абе, кога и да дојдеш ќе кажеш по едне човек да пукне од смеење. Абе јас таму паѓам од смење, бе, паѓам од смење. Ти оди дете гледај јајце некој да не се скарса. Еве, вилјушки да не јадите со раце. Еве, вака, бујру. Какви раце? Вилјушки, убаво се, крастајчиња, цвекло, башно, и јајцата ми се домашни од кокошката, абе, убајни. Ајде здрави. Ајде да сме живи, здрави. Ајде. На здраве. Ајде на здраве. Абе, кај беше досега? Порано, поначесто доаѓаше. Еден век те немаме видено. Да вистина, пријателе, се изгуби. Се исплашивме да не се страшно нешто лошо, нешто, не дај Боже. Па и ме снајде, пријатели. Добро, ајде. Се изнаприкажавме, се изнасмејавме. Иако не ми е баш до смеење. Си има мака. Каква мака? Што е тоа? Што мака е тоа? Пријателите се за да ти се најдат. Ти толку се мачиш. Требаше да кажеш, пријатели, помагајте. Цел живот сме заедно, кажи што е работела, ќе ти се најдеме, ќе ти помогнеме. Абе, пријатели, овде нема помош, не можете да ми помогнете. Аман толку ли е работа? Децата нели големи. Така. Си се одомија, си го фатија патот, секој си тргна по своето. И дома си останавме јас и жената. И си реков, сега убаво ќе си проживееме некоја годинка. Ако даде Господ. Арно, ма не даде Господ. Си ја зеде кај себе. Ми почина домаќинката. Бог да ја прости. Бог да ја прости, така и било така пишано. И сега, што правиш сега? Што правиш сам? Не се трга сам јаремот. Затоа се впрегнува зевгар во јаремот. 2 вола треба да го влечат јаремот, а не еден. Така е. Ако е еден, тогаш бразната само накриво оди. Па, пријатели, да ви кажам, јас и сакав да ве сретнам овде. Знаете, Ми овде ќе не сретниш, да не одиме да работиме. знаете, ако можете да ми помогнете некако да си најдам некоја вдовица таму кај нас во нашево место нема таква. Некоја домаќинка ми треба, некоја, знаете, да си ја земам за жена. Знаеме ние каква треба, ама овде таква нема. Не, има, ама не таква вдовица кај нас. Има. Има една вдовица. Не. Тоа е право, има една сега. Ти на таа што мислиш, не бива. Добро, Не. Тоа не бива. Не бива што не бива. Пријатели,
Што е таа работа, а? Што е тоа толку? Абе, јас да му кажам. Значи, жената се уба. Да. Убо си живееше, ама отиде мажот нејзин. И таа од тогаш наваму не мрдна од гробишта. А бре, по цели деној таму да седела. Мислам, го сакаше мажот, убо си живеа. И сега, да помине таа по улица и да му каже добар ден некому, Богдачкова. Та, добар ден на Машко не вели. А, велите домаќинка, а? Добро, домакинка, ама... Макинка и та и керкај. Абе, таква и ми треба, баш таква ми треба. Каде можам да ја најдам таа што не вели добар ден, а? Ќе ја најдеш на патот кон гробиштата. Натаму, наваму, денатаму, денаваму, секој ден. Ако таа не вели добар ден, јас ќе ја кажам добар ден. И не само тоа, туку и на кафе ќе ме викне кај неа дома. Ај, не претерувай. Жабе си го вртиш углото околу. Не бива таа Ќе работа. ме остави и на вечера, а после и на спиење. А ако останам на спиење, ќе си ја земам за домаќинка. Сега претера. Чекай. Ајде да се обложиме, бе. Ајде. Ајде да се обложиме. Кој ќе сече? Обложете се, јас ке сечам. Јас ке сечам. Чекајте, луѓе. Добре, еве ме анџијете. Абе, цело време ви го слушам муабетов, ама некако не ми влегува во глава. Викаш ке ујди со жената, Така а? рече он. Ај вака да се договориме. Еве јас ке сечам, ама еден услов. Што се Ако ја кандисаш неа, сетне да ја кандисаш и ќерка и за мене. Абе, ти си добија ми сет, види. Абе, капка, роза е, бе. Ајде, бе, сечи. Ајде, Ама сечи. и ти 100 алтани ќе ставиш. Ајде, сечи. Сечи, Сечи. Ај за стоалтани, ај. Опа! Така. Баш да видиме. Да не е она, таа. Таа е. Одам. Одам, пријатели, си стојам на зборот. Ајде. Таа е, нели? Таа е. Пријатели, како се викаше мажот е? И како се викаше бе мажот? Митре. Митре. Митре, така Митре. Митре. Митре, Митре. Митре. Добар ден. Простите, добар ден, домаќинки. Добар ден. Простите, гледам од црно со кошница в рака, па си велам или одиш или доаѓаш од гробиште. Така е, оттаму доаѓам од гробиштата. Зошто прашуваш? Сакав да те прашам каде се гробиштата. Не сум оттука, сакам да одам на гробот на еден мој пријател да му запалам свеќе. Па како да ти кажам, човеку, на патот за гробиштата си, еве, продолжи натаму, бргу ќе стигнеш. На чиј гроб ќе одиш? Одамна не сум бил во место. Какви пријатели бевме. Од младоста другари. Едни другари, ама после секој си го фати патот, секој со своето гајле и така. Така, Се разделивме. така. Митре се викаше. Митре велиш? Да не е мој Митре? Па, домаќинот мој се викаше Митре. И другарот мој се викаше Митре. Па тој ќе да е. Оти, друг Митре во нашево место одамна нема починато. Леле, многу ми е мило човеку што сретнав некого од неговата младост. Многу ми е мило. Сакам да појдам на неговиот гроб и да му запалам свеќе. Ако. Штубав живот си поминавме со Митрата мој, да знаеш. Си мислам, ако имаш малку време, да дојдеш до кај мене дома, ете така да видиш Митре кај живеел, па да се напиеш едно кафе за душа негова, а? Што велиш? Па, добро, ајде. Ќе се напијам кафе, Така. па после ќе си одам дома. Арно. Па ќе одиш да Да, запалиш ќе одам да запалам свеќе. Прво кафето да го А испијам. каде живее? Другарот твој одамна ме остави сама. И од тогаш секој ден одам на гробишта. Ама многу ми е мило што дојде да ме подсетиш на младоста негова.
А ти има ли зборувано за мене? Има кажувано за многу другари, ама кој од нив си ти, тоа не знам. Знаеш како е, ова било, она било, кој ќе почнеше да... Добре дојде, Стрико. Добре ве најдов, Керко. Повелете сладко. О, сполајте. Ке се напиете чај или кафе? Кафе. Поблаго. Ете така, ајде. Убаво сладкото? Многу убаво. Многу големи другари бевме со Митрата. Многу големи другари. Што се немаме проживеано заедно. И војска, и свадби, младост, лудост. Така е, така е. Да ти кажам, човеку колкава радост ни донесе во куќава. А бре, исто како да си го гледам Митрата мој. Еве го кафето. Повели, Стрико. Сполајте, Керко. Не. Да го испијам кафево, па ќе одам. Па, не знам, ако не е итна работата, си велам, да останеш кај нас на вечера? Не. Ама, многу ќе не биде мило, ете така некој близок на Митрата мој, да изеде некој залаг за негова душа. Па си реков да те замолам да останеш на вечера кај нас, што се вели за атер негов. Заатер? Па, кој е заатер? Ајде, ќе останам. Керко, Керко. Здравје, нека. го кандисов гостинот. Го кандиса? Ќе остане на вечера. Тогаш да одам да приготвам. Ајде, приготви чедо. Ама, знаеш како? Како за гостин. Многу ми е умна и послушна. Да ја одомиш. Ние нашите ги одомивме, се за домаќинија, ама домаќинката ми почина и ме остави сам. Вистина? Бог да ја прости. Бог да ја прости. Добро, ајде сега да одам на гробишта да запалам свеќа, па за вечера ќе дојдам. Не, како се договоривме? Како рековме? За атер негов. За атер ќе одам на гробишта да запалам свеќа, па ќе дојдам на вечера. Добро, Ајде. Довидување, Стрико. Довидување. Здравје. Ајде. Довидување. Ајде, Керко, раскри. Море. Овој го нема. Навистина отишол на кафе кај. Море, требаше јас да појдам по него. Да видам што се случува таму, оти тој каков е, тој ќе ни каже што сака. Абе, ќе ни ги земи парите од облагот. Нели ги видовме низ прозорец како зборуваат? Зборува. Што зборува? Тоа не зборува. Сега ти ќе ми кажеш мене. Не. Од тука ги видовме како заедно замина. Еве го, иде. Како сте ми пријателчиња? Ајде. Прај место. Па со песна влезе, со песна. Седни. Шо е радоси. Кажи сега, го испи кафето? Кафе? Кафе, море и благост, касна. Опа. И на вечера ќе одам. И ако дај Господ, овде ќе ви останам. Момче! Ајде, дете. Ајде, ви реков, што ви едно од мене. Летам, бујрум чорбачи. Браво, бе, дете. Абе, колку арчиш од ракијава? Околу 5 кила. 5 кила. Ага. Сакаш ли да те научам да арчиш по 8? Кажи бе, кажи. Епа, полни ги догоре, бе, машка. И реков, мора да каже некоја. Ајде да сме живи Ајде. Ти кажи сега. Епа вака, ние се договоривме со Керката, ако сакаш да останеш кај нас на спиење. Ете, веќе се ближи крајот на денот, па си реков, не е убаво ноќе да патуваш сам.
Ако немаш кај да преспиеш, остани кај нас. А, не. Не. Зошто не? Па, исто како да ми дошол домаќинот мој, кога дошол другарот негов. Остани, стрико. Ајде да ги однесам чиниеви. Ајде, однеси ги. Не можам да останам, зашто имам една мана. Затоа не одам по туѓи куќи да спијам. Што мана ќе беше тоа? Не знам дали е закажување, зашто... Белки, не е толку страшно. Не е, ама може да биде. Станувам ноќе. Во сон. Па има такви работи кај други луѓе. Сум слушала за тоа. Ама, шо преш кога стануваш? Не, ти знам што правам. Домаќинката ми има кажувано за тоа. Дека сум зборувал ноќе, дека сум шетал по куќа. Ама јас ништо не се сеќавам. И затоа најдобро ќе биде да си одам. Ако е за таа работа, ич да не береш гајле. Еве, ние, ако треба, нема да спиеме една ноќ. Белки, нема да умреме ако не спиеме. Еве, остана на вечера заатер на домаќинот мој, па сега не е убаво да си одиш, па сам ноќе да патуваш, не е убаво. Ама, ајде да останам, ама ако викам и се шетам ноќва, немојте да се плашите. За таа работа се разбравме. Керко? Да наместам за спиење? Намести, чедо, ајде, намести. Ајде. Се чини дека малку ја претерав работата. А се почна како шега. Повеќе не е смешно. Ама, што е тука? Работата морам да ја терам до крај, па што излезе, нека излезе. Ајде, сега па што биде, нека биде. Ај, мајко, да си легнеме. Арно ќе си легнеме. Ако стане и ако вика, ќе го слушнеме. Да не знаевме за оваа негова мана, може и ќе се исплашевме. Може. Ама сега кога знаеме, нема од што да се плашиме. Тој нека си вика. Ние ќе си спиеме. Така. Не, пријателе, немој, пријателе, Митре, остави ме, те молам. Митре, остави ме, Митре. Еве го кај вика. Море Арно што почна сега да вика, па после на рад да се спиеме. Ништо не може, Митре, да ми ја ублажи тагата по домаќинката. Ништо не може, Митре, да ми ја ублажи. Чекај, јас да дојдам. Чекај. Ништо, Митре, ништо може. Не, Митре, ајде, не. Чекај. Што? Зашто домаќинката твоја? Немој, Митре, те молам, Митре, немој да ме тераш, Митре, немој на така. Ќе кажам на домаќинката твоја да си ја омажи керка си, да, тоа можам да го правам, ама ова не, Митре, зар со жената на... Чекај, што? Тоа никак. Што кажа? Го разбрали? Би се обесам. Да, ќе се обесам. Ке се обесам. Има ли нешто да се обесам овде, сакам да умрам. Керко, што ќе направи човеков? Ете, и тоа се сврши. Се чини дека работата тргна на удолу. Утре рано са бајле ќе станам и ќе бегам. Да, ќе бегам. Оди стај го кафето, ти кај да ќе стане. А што реши? Ќе му кажеш за сонот?
Чекај, прво да видам тој што ќе каже. Еве го, ајде. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Ајде, дај Кирко легенот. Чекај, дај водата. Ајде, Андоне, да се замиеш малку. Додека биде кафето готово. Брзо. Така. А како спиеше? А? Како спиеш? Јас? Да. Убаво. Убава? Убаво. А вие? Чекај. Да не викав? Да не станував ноќва? Ние сме заспале со Кирката, па едно време се разбудивме и слушаме некој како вика. Отрчавме до вратата кај што спиеш, слушаме, ама да ти кажам, па ништо не разбравме. Ништо. Кирко, оди донеси го кафето. Седни, Андоне. Седни, поведи. Значи, ништо не разбрав, Не, ти велам. И вистина велеше домаќинката му дека станувам ноќе и дека зборувам насон, ама... Ајде, Кирко, кафето. Повелете стрик. Полајте. Седни, Кирко. Еве и таа нека ти кажа. Викаше... Што ви... Не, пријателе. Ама што беше таа работа, да ти кажам, ништо не разбравме. Да, така беше. Зборуваше нешто за мажење, за женење, за... Не знам, за... Се сетив... Знам што... Се сетив се. Се сети? Кој е за мажење, а кој е за женење? Не можам да се сетам. Се сетив, ама не е за зборување. И најдобро ќе биде да си одам. Немој да те колнем во најмило. Тоа е исто како да сум го чула гласот на Митрета мој. Да не зборуваше со него? Со Митрета. Со Митрета? Да, и Митре ми рече... Што ти рече? Митре ми рече... Кажи. Кажи. Ожени се со домаќинката моја, ми рече Митре. Ако сакаш да си останам овде намир. Така? После ми рече, зар домаќинката моја да живее сама, без домаќин. Ти кажав дека ќе каже. Епа, и ние го слушнавме тоа што сакаше да го слушнеме ноќеска, ама си реков да почекам, да видам дали ќе го кажеш истото. Тоа значи дека знаеме за лагите твои. И дека не си бил другар со Митрета мој. И дека зборуваш на сон. и дека треба да си го фатам патот и да си одам. Не. Кога полои на место, знае дека си преспал кај нас, сега ќе останеш овде и ќе бидеш мој домаќин. Митрета мој не ми се јави насон, ама сетики така сакал да биде. Ова се почна како шега, а заврши како вистина. Мило ќе ми биде на ваква жена да ја бидам домаќин. И мене ми е мило што ќе можам да се омажам, а да не се грижам дека мајка ќе остане сама. Така. Со среќа нека не е на сите. Со среќа нека не. Ајде.